Почитувани, ние си продолжуваме со следните наши содржини. На мое задоволство, но и на ваше мајки, баби, дедовци. Ке говориме за нашите најмили. Александар Сајковски, педијатар од Систина. Ова утро е со нас и ке говориме токму за, како што кажав, дечињата. Меѓутоа на тема за загаденоста на воздухот, како таа влијае врз нивното здравје. Но пред се, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи и благодарам за поканата. Се надевам дека ќе дадеме некој одговор што вреди. Така е. Јас еве ке ги повикам и мајките, баби, слободно може да ни се јавите доколку имаат конкретно прашање до вас и да побараат совет. Ке говориме прво на темата за она за што ете како загаденоста влијае врз детското здравје. Последниве денови веќе можевме да забележиме повисок степен на загаденоста на воздухот, меѓутоа не мора да е деновите. Еве општа една слика колку треба ние да ги чуваме, негуваме нашите дечиња и како да ги заштитиме од загадениот воздух и кои се последиците со кои што дечињата најмногу се соочуваат. Морам да ви кажам дека можеби пред 2-3 години ова сега се сетив на една ситуација која ни е актуелна и со ковидов. Пред 2-3 години гледавме еден огромен број на туристи што одеа по светов, особено од азијските земји, особено од Јапонија, сите носеа маски за заштита од загаденоста. Денеска сите носиме заради ковидот. Загадениот воздух, односно честичките во воздухот се во основа супстанции, клетки, молекули, зависи од нивната големина, кои што прават воспаление, хронично воспаление на дишните патишта, инфламаторен процес, значи воспалителен тип на процес, не инфекција. Меѓутоа, ја одма би сакал да ги посоветувам сите родители да не ги гледаат PM честичките 10, оти тие се релативно големи честички кои што се содржуваат во горните дишни патишта. Најопасни се малите честички, 2,5 и помалите околу 1, кои што влагаат во долните дишни патишта и гасовите кои што се создаваат, како што е азот оксид, сумпор диоксид и така натаму, кои што уствари и нема начин како да се спречи да не навлезе во дишните патишта. И она што е за аерозагадувањето типично, тоа е што кога влегува во дишните органи, прави значи една форма на хронична инфламаторна, да речем, или воспалителна реакција, која што може да доведе до не само оштетување на слузницата на дишните патишта, него и до одговор кој што оди со кашлици, со секреција обилна и развој на симптоми кои што одговараат као на бронхијална астма, да кажем, од таа линија, да кажем. Дали многу често е тој случај на дечиња кои се јавуваат со оваа проблематика? Апсолутно да, значи како се зголемува должината, време траењето на аерозагадувањето во тек на месеците и степенот на аерозагадување, така и се зголемува бројот на дечиња кои што имаат такви симптоми и дечиња за кои што е потребна терапија, која што од една страна е терапија, е финансиско изложување на родителите, од друга страна и самата инфламација му прави тешкотија на детето. Но она што во долгорочни стази гледано е многу значајно, што кај децата, меѓутоа повеќе кај возрастната популација, тој тип на промени може да доведат до воспалителна реакција која може да се претвори во хронична, а од друга страна и во некои уште потешки заболувања на белодробието, затоа што се оштетува епителот. И подолгорочно ја лекуваме после. Да, апсолутно. Така да, аерозагадувањето е проблем, навистина не е проблем само во Македонија, проблем е во цел свет. Впрочем, вие може да видовте кога почна ковид инфекцијата, се намали аерозагадувањето на ниво на целата планета. Така, со оглед на тоа дека сите по дома сега повторно зима замав. Се актуализира. Така. Да. Излегуваат од своите домови и ета воздухот позагаден секаде онаму каде што има повеќе население. Ние често се сретнуваме со она прашање што да направам дома за да го намалам аерозагадувањето. Значи, она едноставно загадувањето. Прочем, вие сигурно ќе видите, отворите прозор да излуфтирате, се чувствува мирис на чад. Да. За жал, да. Во основа немаме избор голем, освен да користиме
поквалитетни филтри за пречистувачи на воздух во домашни услови. И следно прашање е кога се советуваме со родителите на таа тема е, али вика да не го ставам детето во стаклено звоно. Не, баш напротив. Ние фактички обезбедуваме услови да поголем дел од денот и ноќта, од 24 сата денонокието, не биде податак белодробието на детето. И она што исто така морам да напоменам, кога е податак од аерозагадувањето, значи тој процес воспалителен на плуќата меѓу друго го активира и го менува на некој начин имунолошкиот систем, така да децата почнуваат да развиваат и дополнително алергиски реакции. Да, со аерозагадувањето и оние алергиски реакции кои познавам такви дечиња кои навистина реагираат на воздухот без разлика дали сме во Скопје или во некој друг град. Може да посочиме пример, воопшто ништо не се случува кога сме во Скопје, ако заминеме во друг град да се јават некакви алергиски реакции, со кивање, веднаш со солзење во очите, што значи дека нешто во воздухот се случува. Морам само да ви надополнам, има уште една точка која што е тука битна, а тоа е дека бројот на дечиња кои што, значи сега во 21. век ние имаме многу рапидно зголемен број на деца кои што доваѓаат со алергиски реакции и кои што имаат, ја носат таа алергиска реакција и сите симптоми што идат со неа, меѓутоа се должи еден дел добар дел се должи на аерозагадувањето, меѓутоа еден друг дел се должи на промена во имунолошкиот систем заради начинот на исхрана. Значи, децата се денеска изложени на влијание на многу токсични субстанции кои што доваѓаат преку храната, како што се разни пестициди, органофосфати, хербициди, кои што истовремено пак делуваат системски на нарушување на еден дел од имунолошкиот систем што се вика Т1. И објективно, кога збориме за детската популација и кога зборуваме со родителите, дајте му на детево да јаде органска храна, тоа не е мода, тоа е нешто што во основа треба да се користи и да се вратиме на корените на начинот на исхраната онака како што треба. За да имаме поздрава нација, да кажеме. Генерации поздрави. Едноставно ќе видите на пазар, сега имате јагоди да купите на пазар, или имате патлиџан во јануари и февруари, што порано во нормални околности не може да се најде, нели? Сега е све тоа сега се не е достапно при рака, форсирано, да. Еве јас уште еднаш ќе потсетам за сите оние кои почитувани можете и сакате да се поставите прашање што се однесува за здравјето на вашите најмили за дечињата, слободно може да се јавите да се поставите прашање на докторот, а во очекување ве доколку некој пројави интерес да се јави со конкретно прашање или совет да побара од вас слободно. Јас би сакала и тука да проговориме, да, и алергиски реакции се јавуваат и слично што се однесува за аерозагадувањето. Меѓутоа, дали повеќе или пак дали имате таква статистика дека во Скопје повеќе загадено па дечиња со таква слика се јавуваат кај вас со здравствени проблеми од аерозагадувањето од другите градови? Имате ли некои такви сознанија? Статистички гледано најголем број на деца што доваѓаат, барем тоа може да се види и кај нас во клиничката болница Аџи Систина, најголем број на дечиња што доваѓаат се во Скопје. Сепак Скопје. Најмногу од Скопје, но доста е висок бројот на деца со алергиски реакции од тетови и од гостива. Тетово претпоставува. Кои што исто така се релативно доста загадени, особено тетово. Децата се тука посебно сега на удар и со оваа епидемија на ковид инфекција, значи покрај тоа што имаат веќе промена во имунолошкиот систем, имаат инфламаторен процес во белодробие од аерозагадувањето, доваѓа и можноста за ковид инфекција која што гледате дека дури не може да се избегне малтене на ниедна возрастна категорија. Така, меѓутоа дечињата во сосем малку поинаква слика тоа се тоа го доживуваат. Да, но знаете како но пренесуваат. Да. Но знаете како јас дури можам искрен да бидам малку да се сум разочаран од одредени авторитети кои што излагаат и кажуваат дека децата поминуваат со лесна клиничка слика. Тоа е глобално кога гледате така, вистина е, значи
тоа е вистина, меѓутоа, кога истите авторитети, нивните деца или нивните внучиња се разболени, тие одма трчаат да видат што треба да примаат децава терапија. Значи, не смееме да ги гледаме така децата. Од друга страна, кај децата се потврди, впрочем, еве и вашите и медиумите и вашиот медиум вчера објави за едно починато дете на 11 годишна возраст во Хрватска, а ние во нашата болница имавме 9 деца диагностицирани со таа клиничка состојба. За среќа сите поминаа како што треба. Така да, мислам, оздравија и добри се контролираат и понатаму во нашата болница. И дај Боже да е така и да е така со нашите дечиња. Ме интересира, еве сега говоревме значи за аерозагадувањето и последиците. Што е она што ние како родители можеме да сториме и да им помогнеме на дечињата, дали треба секојдневно или па во текот на викендот да ги носиме на чист воздух? Што треба најмногу да практикуваме? Значи тука се објективно три работи. Да ги заштитиме. Да, за да ги заштитиме децата. Првата работа е да се обезбеди чист воздух во стамбениот простор каде што живеат преку овој систем на пречистувачи и да се искористи секоја прилика детето да се изнесе на почист воздух. Едноставно, ако живеете во Скопје, гледате, искористите прилика, качете се на водно. Тоа е најблиску нешто што може да се направи. Или барем ако може да се искористи прилика да се отиде надвор од Скопје на некое малку повисоко место. Втора работа е да се обезбеди оној внес на храна што рековме да е квалитетен, за да не го атакуваме имунолошкиот систем. И трето што морам да ви напоменам тука е да сите дечиња кои што имаат склоност и кои што имале такви инфекции, настинки, грипови, чести, каде што се троши имунолошкиот систем на некој начин, да кажем, е добро да се направат контроли кај нив. Кога ќе кажеме контроли, значи да се во перманентен контакт со својот педијатар и да евентуално се направат одредени. Впрочем, ние да речеме, да кажем дека во нашата болница ние направивме специјални пакети за децата со специјални попусти, за да може баш тие контроли да се направат. Да не го оставиме детето на удар перманентен на аерозагадувањето и кога ќе се влоши баш онака повеќе ситуацијата да дојде на контрола кај педијатар. Така, значи тоа се оние последици кои ги чувствуваат дечињата. Кога сме кај лекувањето, процесот зависно од тоа како тие го доживуваат и на кој начин сето тоа потоа како клиничка слика ја добиваме, кај некои најверојатно може би е поблаган, но кај некои може да биде и малку покомплицирана, зависно од имунитетот како што споменавме, да потсетиме. Апсолутно. Меѓутоа, во целава оваа ситуација би сакал да им кажам на родителите една флоскула која е многу интересна за нас во педијатријата. Децата кои што имаат атак од аерозагадување или прават одредени алергиски реакции, тие не се болни деца. Тоа е клиничка состојба. Тоа е состојба на имунитетот во моментот. Наше е да извршиме корекција и да му помогнеме на неговиот организам да се изврши корекција да се врати во нормала. И целата терапија која што ја користиме е во суштина терапија која помага да имунолошкиот систем се врати во нормала. Значи да нема она хронично воспаление цело време, значи да се смири белодробието, да се смири таа обилна секреција и да во основа неговиот имунолошки систем се врати во нормала и да се смири целата таа состојба, да кажем. Така, кои се оние витамини кои треба да им ги даваме на децата, а кои можеби имаат еве со аерозагадувањето или кои можеби би помогнале еве доколку родителите нели не имаат толку многу време да ги носат, зависно од обврските кои што си ги имаат, сека некој може да се дозволи, некој не. Што е она што ние еве во такви услови можеме да им помогнеме или кои се добредојдени витамини? И дали постојат витамини за нешто да спречиме или да облажиме состојба? Апсолутно да. Знаете како, тука да речеме во последнава деценија, да кажам, се открија некои ефекти на одредени витамини. Тоа се уствари давање на суплементација, нели? Така. Давање на одредени витамини и одредени антиоксиданси, што ги викаме, нели? Последно, најмногу, на две точки многу се зборува последно време, тоа се витаминот D и омега-3 масните киселини. Значи, витаминот D заради неговото имунолошко дејство, односно подобрување на имунолошкиот одговор на организмот. Па и за нас возрастните исто така се препорачува. Да. Така. А омега-3 масните киселини кои што ни се ултимативно битни заради начинот на исхраната кај децата, што вика еден професор Валтер Шулц од
универзитетот во Келн, откривањето на суплементацијата со омега-3 кај деца, зборам, е веројатно едно од најголемите медицински откритија во последните 20 години. Тоа е вистина така, затоа што имаме страшна промена во начинот на исхрана, иако тоа не е од сега. Значи, проблемот со начинот на исхрана и внесувањето на тие трансмасни киселини и така натаму започнува со откривањето на парната машина, а тоа е негде 1747 година. Од тогаш се менува режимот на исхрана. Од тогаш, меѓутоа, особено во 20 век, и она рапидна промена на начинот на исхрана доведе да ние гледаме денеска нешто што порано го немало. Деца со астма на мала возраст, на 3 години, 2 години, на 4 години, што порано не било. Воопшто никој не се соочувал со таков проблем. Така да омега-3 масните киселини не се само за развој на мозокот кај бебињата и кај децата битни се и меѓу другото за корекција на метаболизмот на мастите и на шеќерите. Колку често треба да? Па секој ден. Ако е исхраната лоша, onda секој ден. Па лоша е, знаете како ме насмеевте кога... И она што ни е редовна, на некој начин, ајде да кажам, борба, само да споменам уште тука и С-витаминот, нели? С-витамин, секако. Меѓутоа, она што ни е секојдневна борба и што ни е вака дискусија многу честа, тоа е дозата на Д-витаминот, затоа што она што порано го користевме како дози, сега веќе се зголемуваат дозите и тука ни треба доста објаснување со родителите во амбулантите наши, да кажеме. Јас, например, и тој дел би ги замолил родителите, денеска веќе има тестови со кои што може да се открие кој дете и за возрастен нормално каков е метаболизмот на Д-витамин и дали треба да го прима секој ден и во кои дози. Значи имаме такво нешто со кое што може да... Па добро, медицината се развива. Да, така е, секојдневно. Дојдовме до кога ве прашав, односно се посоветував и кажав дека, еве, во конкретен пример, моето дете не ги обожува многу и не е по салатите, зеленчукот, овошјето, или овошје нешто само имаме, но кажавте доколку веќе во таа годишна возраст, 7, 8, 9, како и да е, се пробуваат, ке се проба, ке се вкуси благо и оние да не ги споменуваме кои се нездрава на вистина храна, потоа забораваат на и него сакаат овој вкус што треба да им биде многу подобар од останатите. Да, знаете како, видите, има тука една многу интересна информација која можете да ја прочитате, која е чиста медицинска информација, дека најздрав начин на исхрана е медитеранскиот начин на исхрана. Барем до сега не сме виделе нешто подобро. Таа е богата со салати, богата е со природни ресурси, природни производи, со морски плодови, таму се морски риби, да речеме, тоа е нели омега-3, извор за омега-3. Меѓутоа, морам да бидам искрен дека децата, например, многу сакаат меѓу другото храна која е, да речеме, италијанската храна, пици, шпагети и така натаму. Тоа сите го сакаат. Тоа е прекрасна храна, меѓутоа не треба да се претерува. Да се претерува. Значи, сакам да кажам, многу е тешко да се убедите со едно дете кое веќе е во таа возраст како вашето дете, па и помлада возраст, кој ќе го окуси чоколадото или некои други храни да му дадеме маролан и брокула. Вистина е многу тешко. Да, навистина е тешко, меѓутоа ете со возраста па и понатака ќе самите ќе одлучат. Но треба да бидеме релативно упорни со доста објаснување. Јас стално споменувам некои од нашите постари професори велеа дајте му вие на вашето дете нека изеде 100 грама парче месо денеска заради протеините, зборам, за меснатите производи, месото. После тоа, ако сакате, дајте му чоколади. Значи, месо со зеленчук, а после тоа дајте му нека јаде. Али битно да ги внесе протеините, железо, фолна киселина и така натаму, тие кои што доваѓаат од овој начин на релативно. Па јас така пристапувам. Прво да се изеде тоа, а после може да се добие како ужинка од онаа другата исхрана. Ви благодарам многу што одвоивте време да бидете дел. Јас сум сигурна дека со внимание не слушаа сите и најверојатно одговоривме на сите прашања кои сакаат да ги постават. И јас, впрочем, и како родител, едноставно знам што е она што мајките сакаат да го слушнат, а од вас секогаш ги добиваме оние конкретни суштински одговори кои нам ни се навистина потребни. Денес ни беше оваа тема за аерозагадувањето и се надевам дека повторно, односно не се надевам, сигурна сум дека ќе се видиме и на друга тема за која што ќе разговараме за нашите најмили за дечињата. Ви благодарам исто, а вие останете понатаму со нас, ќе се продолжиме со следните содржини, а денеска 25 јануари, ден се сеќаваме денот кога се роди нашата најголема музичка звезда Тоше Проески, повторно го слушаме во продолжение.